Веројатно најубавата деловна зграда во Кочани и пошироко, изградена кога на чело на Атом беше човекот чие име сега го носи булеварот, тогашниот директор Тодосије Паунов, ги ниже годините на пословичната негрижа и неодговорност на оние што се повикани да ги решаваат ваквите проблеми. Зградата е прилично руинирана, многу повеќе отколку што може да се види преку затемнетите стакла од надвор. Во низината внатрешност не функционира речиси ништо, ниту лифтовите, ниту електричната и водоводна инсталација, а инвентарот одамна е уништен и разнесен. А тоа е оставено на милост и немилост од транзицијата наама, само се краде цевки, струји, купатела, комплет се е онадено. И тука е збирутија, се најлошото да не зборам, ајде тоа, та шприцове, мицове, уништува се младиот свет. И така до ден денеска никој ништо тамо, некој надоле закупил, надоле има некои магазини што се држат, а објектот на место да земат да иселат или полиција или нешто како објект да се користи, пошто е многу здрав. Или да се доделат солидарни станови, претпоставка, тоа е моја идеја, да не мора. Тоа така е оставено на цедилно, на милост и немилост. Ја работех у Атом, зимаме мали плати, Тодос гради и даде и на идуците, они да распродават, нас не искараа како кучиња, па треба сигурно да се направи, да се најде некоја ладна глава со добар акл за да се поднове, да се користе, оти имаме ние сите и днина, имаме внуци, имаме синове, керки, па внуци, па да обстануват, да не бегат по странство, да има шо да работат, прибидејќи уложено е, капитал е у тоа уложено у оваа зграда, не е така од небото паднала, пушти Боже, нигде нема, само овака, и тие знаат да го чуват, а оние шом остана така и така пропаѓа. Право на сопственост на катови и делови од осумкатницата полагаат повеќе фирми, државни и локални институции и поединци. Ама никој не се грижи да се го заштити имотот на каков и да е начин. Ситуацијата е крајно замрсена, па сите чекаат некој друг да ја размрси. Како тргнало, поправо ќе се дочека милионски вредниот објект сам да се сруши од завод на времето, па тогаш локалната власт ќе има право и ќе мора на свој трошок да ги отстранува орнатините. Апсурдот да биде типичен за нашиот менталитет, повеќе се радуваме на некоја државна или странска помош од неколку стотини илјади евра, а не го цениме и спасуваме тоа што вреди милиони. На обичниот граѓанин му е несватливо толку ли е невозможно некој да ги собере представниците на доверителите и знаејќи дека поединечно не може да ги наплатат побарувањата, да постигнат некаков договор да се откажат од нив за да се ослободи зградата од имотно правните блокади и да се додели на општината да и најде некој чаре. Или пак за тоа е потребен некаков личен интерес, кој и порано и сега никој го нема. А управната зграда на Атом од најубавите години кои ги паметат тогаш вработените околу 1800 така е направена што уште долго ќе ги срамува жителите на овој град, бидејќи иако на незиниот врв растат дрвја и дува промаја низ искршените прозорци, таа опстојува и чека некој да се сети и да ја посвети внимание.